Добро утро, колеги. Да, нам утрово ни мириса на бурек. Се наоѓаме во близина на македонската телевизија и некако мирисот не привлече и одлучивме да дојдеме овде и да ви ја пренесеме атмосферата како почнува утрото во бурекджилница. И еве атмосферата, со мене е газда Сетко, тука и мајсторот Велија кој што ќе го видиме, ќе ви посакам добро утро и секако да ми кажете кога почнува денот, кога се палат печките и кога излегува првиот бурек? Првиот бурек излегува у 6, 5:30, некогаш 6. Утрото на мајсторите им почнува рано. 2-3 сабајле. Мора сето тоа да се подготви за во 6 часот да биде готово и испечено и да почне денот. Да се пречекаат првите муштери. И секако ги имате оние традиционални вкусови на бурек со сирење, со месо, со спанаќ. Со спанаќ. Симит погача. Симит погачата исто карактеристична за скопските бурекджилници, нешто што не може да се одмине и секако незаменливиот јогурт кој што го надополнува вкусот. Така. Кажете ми, дали муштериите, купувачите бараат и нешто ново или се држат до традицијата? Имате нови видови на бурек? Повеќето се држат за традиционалниот бурек, ама има и нови. Например, со стек и кашкавал и кари зачин, пица бурек, има со маслинка, зденка, банички, има разни. И секако гевречиња, најразлични кифли, сето тоа што можете да го одберете по својот вкус. Јас ќе го повикам и мајстор Велија да дојде овде, да сецне некоја четвртче од бурекот што ќе го избереме, но морате да ми кажете, која е тајната на добар, вкусен и крцкав бурек? Многу често и не откривате. Па, тајната е во мајсторијата. Добар мајстор и квалитетни потрепштини што се за бурек, брашно убаво, а најважно е да биде мајсторот добар. Мајсторијата е најважна. И секој мајстор си ја чува својата тајна и сето тоа само го овозможува убавиот вкус на оние кои што ќе го вкусат овој убав бурек. Сега сечиме бурек со месо, но ајде да ги кажеме и цените. Колку чини четврт бурек со јогурт? Четврт бурек со јогурт, тука кај нас е 100 денари. Сега има различни цени. Има и од 100 денари бурек, од 90, тие се поскапица бурекот е 100 денари, со кашкавал и стек се исто, тоа е 100 денари. Различни се цените. Традиционалниот е 80, 90, тука се цените. Ненапразно моите колеги од студиото рекоа дека наутро Скопје, па и другите градови мирисаат на бурек. И да, едноставно можеби не сте планирале да вкусите нешто рано наутро, меѓутоа мирисот ќе ве привлече и едноставно морате да пробате. Која е вашата порака до гледачите? Зошто да не ги одбегнуваат бурекджилниците и да уживаат во убавите вкусови? Па за доручек најубав е бурекот. Тоа е. Бурек со едно јогурче ќе ве задоволи убаво за да имате доволно енергија за доручек да можете да бидете подготвени за текот на денот. Сега, ајде, јас не можам да одолеам на овие вкусови и на овој мирис. Мајстор Велија нека ми подготви една симит погача и еден јогурт. Така ќе го започнам јас моето утро. Да. Еве, мајстор Велија ќе спреми све. Ете, симит погача, нешто може би малку полесно, ако не можете да се одлучите дали тоа да биде сирење, месо, спанаќ, ете, ова е добар избор за да вклучите. За да вкусите. Кој е вашиот најчести избор на бурек? Со месо. Со месо? За мене со месо. Јас би рекла, тоа е навистина нешто конкретно. Јас ќе ви се заблагодарам многу што бевте наши домаќини денеска, не примивте да ја пренесеме утрова атмосферата од вашата бурекджилница. Тука сте блиску македонската телевизија, раздвижено, сега ќе почнат и првите муштери да доаѓаат и ајде, сите нека уживаат во убавиот бурек. Фала многу. Поздрав до сите. Колеги, размислувајте и порачувајте што сакате да ви донесеме. Нема да ве оставиме без бурек и вас ова утро.